Так. Добро вечер, кој се јава? Добро вечер. Добро вечер. Господин Томич, Повелете. еден стар пријател овде. Повелете. Се имаме слушано и од Сидне и од тука. Да, повелете. Димче од Пелистер. Повелете. Како прво поздрав до господин Обачев. Јас мислам дека би сакал бар да има една дузина, како него ќе биде многу понапред ќе одиме. Али тоа што е тука е. Еден коментар за името. Да, сам побрзо, ве молам. Малку не се слуша овде јасно. Побрзо малце, веќе при крај сме на емисијата. Така. Па мислам, не е ли абсурд ова историска работа, милениумска работа ќе остане ова прашање со нашето име, што цел свет ќе станат, да не тера со сила да го смениме името. Како и прво сакам да му поставите некој прашање на овие, нарочито овие европјаните, што е разлогот зошто треба да го смениме името? Еден коментар малку за НАТО. Ако е за НАТО, дека барак тие сите согласност, значи да бидат, дали тие имаа сите согласност за бомбардирање на Југославија? Да се прашат ними, па да одговорат да идиме. Едно друго прашање околу ова, дали има право народо македонски што е растурен низ свето, да се праша дали тој се сложува со ова менување на име што сакат нарочито овие комуњарите да го менбат, како што смена и порано, и знаме, и сите работи, да не ги редиме. И едно друго прашање, дали имаат право нашите македонци што се најдуват во Егејска Македонија, и во Пиринска Македонија, и во дел од Албанија, и во дел од Србија, ајде да не и клавен таму, не е многу како и било, дали тие имаат право на ова, дали ние треба да добиеме дозвола и од ними да се сложат, ако треба да се смени за некој кој разлог и да биде. Него само овде се станат и неколку луѓе, како да речам, тие командуват, тие сакат да бидат за цела Македонија, овај дел е само 27%, а ние сакаме да командуваме на 100%. Многу благодарам, господин Димче, благодарам уште еден само да вклучам и ќе заокружам емисијата. Добро вечер, кој се јава? Добро вечер. Поред. Беше задоволство мислам да имам уште еден гледач, со оглед тебе го слушавме, господин Димче. Имаше еден коментар. Ако госпоѓата Меркел на денот на прославувањето на денот против фашизмот, кој беше, нели, за против геноцидот во времето на Хитлеровата коалиција, изрази извинување за големиот терор и големиот најгнасен чин во светската историја, очекувајќи дека нашиот южен сосед ќе изрази почит и респект и едно извинување за македонските семејства кои со еден најнечесен и најнехуман начин беа избркани од своите огништа. Го слушнавте почитуваниот Димитри Панајотис, кој даде една смела изјава, не знам како е сега господин Панајотис, али би бил среќен да го имам наскоро во наредната емисија, со оглед дека бил смел во изјавата, кај што кажал: вие постоите, вие сте реалност, господин Томич, Македонија, македонски народ е реалност, не е фикција. Тоа го признал и Мицотакис, тој што го спомнавте со 130 милиона евра, еве и керката негова беше избркана од партијата. Тоа што кажавте, една голема перверзија во Грција е направена таков геноцид врз македонците 47 година кога се протерани огромен број од после граѓанската војна, и сега таму тие луѓе не уживаат елементарни човекови права, предвидени со сите меѓународни конвенции, и што најсмешно сите тие конвенции ги има подпишано и Грција во тие меѓународни форуми, и од друга страна не ги признава тие основни човекови права. И сега добро е, иако со закаснување од 15 години, добро е сега што македонската влада направи еден офанзивен настап и го отвори прашањето за имотите на нашите што требаше порано некој тоа. Па добро ќе беше тоа се отвори прашање уште 91 година кога настана овој проблемот со името, но сега иако со закаснување тоа е добар тактички потек да се парира на Грција, и сега ја би отишол дури уште еден чекор понатаму. Добро е сега тактички владата дури кога веќе се отварат сите тие прашања пред тие меѓународни форуми да игра токму на таа карта. Кога веќе грците прават некој проблем со името, да се инсистира да се отварат сите отворени прашања, дури сега владата треба да инсистира да бара еден референдум, еден попис, меѓународен попис кој ќе биде под мониторинг на тие странски наблюдувачи во Егејска Македонија, да се направи тој попис да се види дали има македонци или нема.
И сега ако се види дека ги има, да видиме колку им се имотите, им се вратат имотите, значи да се отворат сите тие прашања. Интересно е тоа, че завршам што навистина неодамна имаше една изјава на не знам од кој политичар, препсам дека премиерот беше во Брисел, кога што спомна дека никогаш нема вечити кредит. Значи кредитот се троши. Дали светот веќе прочита Грција и виде дека се работи за држава која блефира? Па јас кажав на голем блефер и дека навистина успеа да ги уништи 26 економии. А навистина Хелмут Кол вака спомна: можеш да ме плукнеш, да ме маваш со јајца, кој што имавме пример. Да го видиме господа Хелмут Кол кој ја обедини Германија, но немој да ме удриш по џебот. И затоа Европа се свести и Европа дефинитивно овој пат ќе исправи грешката према Македонија. Не се ова сладки желби, мислам дека тоа се вистини за Македонија. Па добро е што Македонија веќе ја прочита, значи ја абсолвира доволно таа блефирачка политика на Грција и опасна политика на Грција. Добро е што и Европа веќе исто ја сваќа таа нивна политика и јас како што кажав, настаните нас не одат во прилог. Македонија сега треба стрпливо да чека да издржи тие, како што кажав, тие притисоци од тие секојдневни емисари не ме загрижуваат, бидејќи ние не смееме да попуштиме една запирка, ако смениме во името, тогаш паѓа целата концепција на овој македонски народ. Значи треба да се интегрира, да се обедини македонскиот корпус, да нема подвојување една страна, друга страна. Еве со жал може да констатираме сосема друга песна ќе имавме ние денес, како имавме еден обединет македонски фронт на сите политички партии кои што ќе застанеа за тие национални и државни интереси пред светот, кој што и тие авторитети сега што доаѓаат тука ги користат токму тие слабости. Нашите партии меѓу себе одат само, како што кажавте, меѓу себе се кодошат меѓу себе за да се зголемат моќноста пред домашниот политички ревал, сметајќи дека тие европјани ќе им помогнат на некои евентуални избори, ќе им помогнат повторно за да остварат некои тесни политички интереси. Како што кажав, ова регион го носи 7 века пред нашата ера, значи до денес скоро околу 3 милениуми никој не го носил ова име пред Македонија да се конституира како нација. Ниту ние имаме мандат да го менуваме. Да го менуваме, значи треба да се остане името македонско. Благодарам многу и посакам добро здравје и успех во вашата работа и секако и во политичкиот и во професионалниот план. Ве очекувам наскоро во една поширока екипа. Благодарам на поканата. Благодарам почитувани и вам за вашето внимание. Ве повикувам, ве поканувам повторно наредниот понеделник, че имаме интересна тема. Еве, не би сака да ја соопштам, ќе биде доста интересна, ексклузивна и наскоро чуваме некои од емисиите да ги реализираме надвор од Скопје. Бидете живи и здрави, повторно ве поканувам и повикувам тоа да го сторите, ако не го сторивте до овој момент, да го возобновиме Бигорски и за многу години.